Добро вечер во новото магазинско издание на емисијата 360 степени на МРТ1. Да ја видиме најавата за темите со кои ќе се обидеме да го привлечеме вашето внимание. Ги прекинавме владините реклами. 7 години подоцна државното рекламирање се врати на приватните телевизии и радија. Со ваквите измени се создава легализиран финансиски механизам за подкуп на приватните медиуми. Тие се како секој огласувач на Канал 5. Сакаш да ти се имитува твојата кампања реклама, ќе си платиш за тоа. Откако обелоденивме дека здравство купува амбулантни возила по цена од 90.000 евра, а ЕУ ги набавила за да ни ги подари по 63.000. Тогаш што би рекле на идејата Европската Унија да не ги спроведува тендерите? Не мислам дека е тоа добра идеја. Се гасат ли и понатаму уличните светилки по полноќ? Година и пол по врвот на енергетската криза. Во доцните ноќни часови тргнавме во обиколка по скопските улици за да видиме како изгледа градот сега. Сакам уште еднаш на крајот да се заблагодарам да нема Артак Груби да го крене ова сега, пошто ни покарава. Саботажа. Големите партии најлесно постигнуваат консензус за прашање што се од најдиректен нивен интерес. Оваа македонска политичка аксиома се потврди и при последните измени на изборниот законник, кога не беа земени предвид препораките на ОПСЕ-ОДИХР и на работната група во Министерството за правда за укинување на плаќањето на предизборните реклами со пари од државниот буџет и за воспоставување по праведен модел на пристап на сите учесници во изборите до платената политичка програма. Паралелно со ова се врати редовното државно рекламирање на телевизиите и на радијата, а поддршката за печатените медиуми беше унапредена од годишна програма во закон. Славица Филиповска-Иванова. Реклами на телевизиите, радијата, весниците, порталите. Предизборно, партиите ќе потрошат 10,6 милиони евра државни пари во приватните медиуми. Неславно завршија обидите за интервенција во изборниот законник за да се укине политичкото рекламирање пред избори со пари од буџетот. Премногу средства се алоцираат во приватните медиуми, на тој начин има ризик да се влие на уредувачката политика, а преку тоа да се влие на самиот изборен процес. Во онлайн просторот, близу 250 портали се пријавија за да добијат парче од рекламниот колач за изборите. Може би ова е најмалиот дел пари, меѓутоа кога се пари на граѓаните треба да се води сметка за секој дена. Дополнително, власта и опозицијата го вратија редовното државно рекламирање во приватните медиуми. Некој ако мисли дека ние сме барале, не, се зезнали сите заедно, затоа што ние баравме она што го бараат медиумите, телевизиите, е регулирање на пазарот. Со ваквите измени се создава легализиран финансиски механизам за подкуп на приватните медиуми. Државните субвенции за весниците пак, наместо преку програма, ќе се делат со закон. Скоро сите држави во Европска Унија ги поддржуваат весниците затоа што се загрозени од технолошкиот развој. Новинарот Гоце Трпковски од Бирн детално го прочешла списокот од 249 портали кои се пријавиле во Државната изборна комисија за да објавуваат реклами во пресрет на претседателските и парламентарните избори. Сето тоа во земја која нема ниту јасна дефиниција што е онлайн медиум. Бидејќи има лимит колку пари може да земат сајтовите, најмногу 15.000 евра од еден учесник на изборите, и затоа една фирма објавува, односно пријавува 2, 3, 5 до 9 портали на исто име за да може да зема повеќе пари, или имаме еден интересен куриозитет каде што иста фирма ги има пријавено различните јазични верзии, македонска, албанска и англиска, како различни внесови да може за сите три да зема пари. А она што дефинитивно е најголем проблем е што се уште се дозволува учество во изборите, односно исплата на сајтови кои што не се на МК домен, чие собствеништво не е проверливо, кои што немаат импресум, значи ние не можеме да знаеме кој стои за таа редакција и така натаму. И тие може да земат пари. Веб портал што ќе земе државни пари може и да згасне по избори, а ни Државната изборна комисија нема механизам за да спречи евентуално испумпување пари. А сите решиле, како што рековме, да си ја пробаат среќата. Меѓутоа, ќе добијат само оние портали и други медиуми
што ќе склучат договори подоста со учесниците во изборниот процес. Ама може ли учесниците да направат злоупотреби во таа насока, да ги дадат средствата на веб портали кои што работат надвор од државата? Ја не верувам. Меѓутоа сега ние ги проверуваме минутите и ги уклопуваме дали давале, они или не давале. Според пресметките на ДИК, од вкупниот рекламен колач од 10,6 милиони евра за двојните избори, за порталите и 11-те вестници се предвидени 2,7 милиони. Кандидатите и партиите сами ќе одлучат каде сакаат да се рекламираат, но еден учесник може да потроши најмногу 15.000 евра кај еден портал. Кога завршија локалните избори, направивме исто една анализа која што покажа дека во интернет сферата има најмногу еднострано рекламирање. На еден портал само една партија се рекламира, на друг само друга партија. И тоа исто така имаше дека една фирма со 4 портали за сите 4 земала максимални суми. Немаше некој јасен критериум зошто баш таму ги дале парите партии, односно таму решиле да се плати отколку на друго место. Имаше партиски активисти кои што земале пари, така што тука се отвора голем сомнеж дека, иако ова не се големи пари кога е во прашање вкупниот буџет за рекламирање избори, меѓутоа се отвора сомнеж дека на овој начин дел пари се испомпуваат за потоа можеби да се вратат дали во партијата, дали да отидат на друго место, бидејќи инаку зошто некој би се рекламирал на сајт кој што речиси никој не го знае. Кај големите партии не помина иницијативата од работната група во Правда да се укине плаќањето на предизборните реклами од државниот буџет. Ние не велиме дека треба да се забрани кампањата, тука постои една недоумица, туку само велиме дека потребно е да се направи модел кој што ќе им даде простор на оние кандидати што се кандидираат без разлика дали за парламентарни, локални или претседателски избори. Меѓутоа, тој модел да овозможи бесплатно нивна промоција на јавниот сервис, а додека на приватните медиуми самите треба да бидат настроени кон нив, да ги привлечат, да бидат поканети да учествуваат како говорници, како некои што ќе дадат придонес во јавниот дискурс, зошто би требало да бидат поддржани од страна на самите граѓани, наспроти од тоа да снимаат, би рекол, ефтини филмови или клипови кои што потоа ќе бидат со платени пари од граѓаните дистрибуирани од страна овие медиуми. Влеговме во нова фаза во која создаваме... По доаѓањето на власт на СДСМ во 2017 година, владата ги укина државните реклами во приватните медиуми и објави дека владите на ВМРО ДПМН од 2008 до 2015 година потрошиле 38 милиони евра буџетски пари за кампањи главно на најголемите приватни телевизии. Ги прекинавме владините реклами кои беа назначени од домашните и меѓународните фактори како извор на притисоци и контрола врз медиумите. Зоран Заев се повлече, но СДСМ се уште е на власт. Вкупно гласа 64 пратеници, сите 64 гласа за... Кон крајот на минатиот месец, собранието ги изгласа измените во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и ги врати државните реклами во приватните медиуми. Директорот на Канал 5, Иван Мирчевски, кој е дел од Македонската медиумска асоциација, вели дека власта сама барала враќање на државните реклами, додека на приватните телевизии приоритетно им било прашањето за пиратеријата и за регулирање на односите со кабелските оператори. Сепак, не се против да добијат државни пари. Можеме да ги гледаме малку и обратно. Не се тоа само државни пари, него тоа се наши пари, колку што се на државата, толку се и мои, твои. И сега самите кога видеа дека имаат потреба од овие реклами, така наречени државни реклами, самите инсистираат да бидат ставени. И тука немаме никаков проблем. Тие се како секој огласувач на Канал 5. Сакаш да ти се имитува твојата кампања реклама, ќе си платиш за тоа. Со тоа што нашата држава, а влада, морам да признам, воспостави сериозни критериуми за начинот на поделба и дисперзија, дистрибуција на тие средства. Мирчевски тврди дека вакво рекламирање постои во мнозинството земји членки на Европската унија. Тој оди и чекор понатаму, па вели дека со државните кампањи, например, би се спасиле повеќе животи во ковид пандемијата. И зар не мислиш дека можеби со тие кампањи носете маска, држете дистанце, мијте ги рацете, вакцинирете се особено, можеби од тие 9300 кои што за жал наши сограѓани починаа како последица на ковид, можеби еден човек немаше да се спаси. Јас ке бев пресреќен доколку еден се спасеше, но тоа не ни беше овозможено токму поради тие ЗНМ, тие луѓе кои што еве денеска исто така се бунат за измените за враќањето на
така наречените државни Па го кампањи во имавме медиумите. министерот за здравство секој ден на пресконференција за истото. Една работа е да го имаш министерот за здравство, друга работа е да имаш кампања. Види, ако тоа е така како што ти викаш дека сме го имали, зошто тогаш 23 земји од 27 европски членки ги има државните? Зар мислиш дека им се лепрозни во главата? Мислиш дека се удрени во главата? Не. Сватиле дека најдобриот начин за комуникација со јавност кога сакаат да пласираат, па еве не е само ковидот. Замисли ние од 2021 да почнавме да емитуваме кампања луѓе внимавајте, менувајте ги личните документи. Зошто да не? Но морате да им се заблагодарите на ЗНМ и другите здруженија заедно со дел од апаратчикот на оваа сегашна номенклатура владеачка, кој што работеше упорно тоа да не се случи. За државните реклами на приватните радиодифузери, телевизии и радија, државата ќе троши 0,1% од приходите од даноци во буџетот, а владата ќе спроведе најмалку една кампања годишно. Ако се земе предвид буџетот за 2022, тоа значи дека за лани медиумите би добиле 2,3 милиони евра. А годишните сметки покажуваат дека тие не работат непрофитабилно. Со ваквите измени се создава легализиран финансиски механизам за подкуп на приватните медиуми. Наместо парите се трошат за продукција на програми, на содржини и за поддршка на независно новинарство, сега ќе се трошат за пораки, за така наречени кампањи од јавен интерес, пораки кои одговараат на централната и на локалната власт. А во самиот предлог нема никакво образложение за тоа зошто е тоа од јавен интерес и кои би биле придобивките на граѓаните, освен тоа што се вели дека ќе се постигне правна сигурност во поглед на државното рекламирање и дека ќе се подигнува јавната свест. Ништо не знаеме за тоа каков вид пораки ќе се шират, какви кампањи, како ќе се дефинираат тие кампањи. Се разбира, стои и дека некакво адхок тело при собранието, односно пак политичарите ќе одлучуваат што е тоа кампања од јавен интерес. Трпевска беше дел од групата експерти кои работеа на сеопфатни медиумски реформи и изработија решенија за измени на законите за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за медиуми кои не биле земени предвид. Таа појаснува дека државните кампањи се различни од јавните. Ако станува збор за јавни кампањи, ние тоа го кажавме во првото формално мислење, тогаш тие треба да одат бесплатно, а не со државни пари. И медиумите, кога станува збор за ситуации каква што беше епидемијата со COVID или други вонредни ситуации, медиумите треба бесплатно да ги поддржат тие јавни кампањи. Овде не станува збор за јавни кампањи и дефиницијата што е внатре во законот сега, значи се однесува на државното рекламирање. Значи, тука има голема конфузија во однос на тоа што е тоа државно рекламирање и што се јавни кампањи. Ние, впрочем, ќе следиме и ќе видиме што ќе се случува. Весниците пак со години добиваат државни субвенции за печатење и дистрибуција. Според податоците од владата, годинава за трошоците од лани, вкупно 5 весници добиле речиси 10 милиони денари или 160.000 евра. Но ако се погледнат завршните сметки на весниците, ќе се види дека нема загубари и дека добивките им се движат од 6 до 360.000 евра годишно. Зависи кога се зимат тие податоци, за која година. Тоа не е пракса која постои 17 години. Земете ги претходниве години, тоа не е случај. Значи, и не може да се земе само еден медиум како репер за тоа, треба да се земат сите. Има многу околности кои што кажуваат дека таа ситуација е општа во земите на цела Европа. Значи, не сме ние по тоа исклучок. И тоа не мора да значи дека секоја компанија која што прима некоја субвенција од државата е во негативен биланс. Земете ги вие во нашата држава, имате и компании кои што се најпрофитабилни, кои што земат финансиска помош од државата во различни области. Сега, со интервенција во Законот за медиуми, субвенциите за весниците добиваат трајно решение, па наместо секоја година да аплицираат на програми за поддршка, добиваат механизам чие спроведување нема да зависи од волјата на владеачка гарнитура, која и да е.
Но експертите повторно укажуваат на нетранспарентен процес. Јас не мислам дека е проблем тоа што се внесуваат одредби во Законот за медиуми, затоа што субвенциите до сега повеќе години наназад се делеа врз основа на програма за поддршка на владата на печатените медиуми. Иако и тој документ е легитимен и секоја година се одредуваше колку средства од буџетот би се одвоиле за печатените медиуми, подобро решение е да бидат таквите субвенции да бидат ставени во законски одредби, меѓутоа имам проблем со начинот на кој што тоа се прави, со постапката. Значи сум против носење на закони на парче, адхок, на нетранспарентен начин и без јавна расправа. Никој од нас не знае, и јас не сум информирана, кое е образложението сега, зошто се прави тоа токму сега, зошто се прави само за овие одредби, а не и за другите и tekako важни прашања што треба да се регулираат со Законот за медиуми. Меѓу другото, изумив да го спомнам, и прашањето на заштита на работничките права на новинарите. На прагот на двојните избори, очигледна е намерата на политичарите да си обезбедат релаксирани односи со медиуми. Цехот ќе го платат граѓаните. Со овие последни измени кои што не се случија за изборниот закон и со измените на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, сметаме дека се оддалечуваме од добрите практики на ЕУ и на еден начин немиромно ќе биде кога ќе биде од една страна и укажано во наредните извештаи кои што ја следат слободата на медиумите во оваа земја и правата за слободно изразување. Значи Македонија, за жал, цениме дека оваа добра позиција што сега има, 38 место од 180 на Репортери без граници, ќе ја изгуби во наредната година, бидејќи политиките кои што се носат во овој сектор пред се во квалитетот на регулативата бележат регрес. Во пресред на двојните избори од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација најавуваат дека за време на кампањите ќе вршат засилен мониторинг на социјалните мрежи, но и на традиционалните медиуми за да детектираат и да реагираат на можен вознемирувачки и говор на омраза. За ова и за другите предизборни активности и пораки на овој самостоен и независен државен орган, подоцна во емисијата ќе видите интервју на Зоран Јовановски со председателот на Комисијата, Игор Јадровски. Сега сегментот тој разговор и тоа за еден од последните случаи во кои Комисијата утврдила вознемирување врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет преку коментар на објава на Facebook. Во една од вашите последни одлуки, вниманието ни го привлече тоа што сте утврдиле вознемирувачки говор во коментар на објава на Facebook. Еве ќе го прочитам коментарот. Се ненормално, бидете што сакате, правете што сакате, но што не засегаат вашите парадирања и циркузи низ Скопјава. Можете и без спектакли да го продолжите вашиот изопачен поглед на животот. Затворен цитат. Интересно е што ова е коментар на објава. Комисијата може да постапува и во вакви случаи и да утврдува вознемирување? Да. Ние медиумите, нашиот закон е многу широк во основ на основите врз основа на кои што може да побарате заштита. Има отворена клаузула и во однос на областите. Што значи тоа? Тоа значи дека ние медиумите не ги третираме како законот за медиуми, да ги стави само ние традиционални медиуми кои што нели имаат некаква регулација, туку ние под медиумски простор ги подразбираме социјалните мрежи и електронските медиуми, каде што впрочем и се наоѓа најголемиот дел од говорот на омраза. Многу ретко ќе видите вие вознемирувачки говор или говор на омраза на радио или на телевизија се наоѓа, меѓутоа многу почесто и поплодна почва за истото се социјалните мрежи. Така што да, ние утврдуваме најголемиот број на мислења кои што се однесуваат на вознемирувачки говор се токму вознемирувачки говори на социјалните мрежи, најчесто Facebook. Тука постапуваме по представки. Многу често знаеме да постапиме по службена должност, меѓутоа многу често во вакви случаи добиваме представки, најчесто од здруженија на граѓани или од поединци кои што се почувствувале вознемирени. Постапуваме по истите, без разлика дали станува збор за напишан статус, за објавена слика, за даден коментар. Доколку таквата содржина представува вознемирување согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација, ние постапуваме по истото. Рековме целиот разговор малку подоцна. Продолжуваме со продолжение на темата што ја отворивме во претходната емисија, за тендерот на Министерството за здравство за набавка на 22 амбулантни возила.
Здравство избрало да купи амбулантни возила по 90.000 евра за парче. Еден месец откако делегацијата на ЕУ купила речиси идентични возила за 63.000 евра по парче и ги подари на итната помош во Скопје. Александар Димитриевски се фокусираше да открие што е разликата меѓу тендерите на Министерството за здравство и на делегацијата на ЕУ и може ли огромната разлика во цените да биде оправдана. Минатата недела објавивме дека Министерството за здравство купува 22 амбулантни возила по цена од 90.000 евра за парче. Проблемот во целата работа е што речиси исти такви возила пред еден месец ни подари Европската Унија. Но делегацијата на ЕУ ги набавила далеку поевтино, за околу 63.000 евра за парче. На тендерот на ЕУ се тркаа 7 фирми. Интересно, фирмата чија понуда беше избрана за најдобра на овој тендер, беше дисквалификувана од јавната набавка на Министерството за здравство. Така, на владиниот ресор му преостана да ја избере единствената и далеку поскапа понуда, затоа што се пријавија само 2 фирми. Набавката што ја води Министерството за здравство ги издржа тестот на управна контрола и жалбата пред Комисијата за жалби по јавни набавки. Ништо од тоа сепак не објаснува како е можна толку голема разлика во цените. Имено, на тендерот на ЕУ на кој подсетуваме се барало незначително помалку медицинска опрема. Еуроимпекс била избрана за најдобар понудувач со цена од 63.400 евра без ДДВ по возило. На тендерот на Министерството за здравство, дисквалификуваната Еуроимпекс понудила цена по возило од 70.570 евра, без ДДВ. Понудата на единствениот преостанат понудувач, Автомобиле СК, е значително повисоки 90.000 евра без ДДВ по возило. Затоа, ги споредивме јавно достапните тендерски документации за да провериме кои се разликите меѓу барањата на тендерот на ЕУ и на Министерството за здравство. Најлесно се воочливи разликите во делот на медицинската опрема. И на двата тендера и тоа по идентичен редослед се бара преносен аспиратор, преносен респиратор, преносен дефибрилатор, зиден апарат за мерење притисок и десетина други уреди и помагала. Тоа што го нема на тендерот на ЕУ, а се бара на тендерот на здравство се неколку посетни уреди и инструменти. Глукометар, сет инструменти за породување, штипка за папочна врска, сет инструменти за обработка на рани и за отстранување туѓи тела, пулсиметар и заштитна фолија. Според дисквалификуваниот понудувач Еуроимпекс, дополнителната медицинска опрема која барале од Министерството за здравство, а ја немало на тендерот на ЕУ, е со релативно мала вредност. Пазарната вредност е околу 2500 евра. Во делот од тендерите пак за просторот од возилото каде е пациентот, во тендерот на Министерството за здравство, дополнително од тендерот на ЕУ, се бараат и интегрирани 2 термобоксови, еден за ладење и одржување на медикаменти, друг со греач за физиолошки раствор, 2 контролни дисплеи осетливи на допир поврзани со кан, бус, комуникација или еквивалент. Од дисквалификуваната фирма која патем го добила тендерот на ЕУ со цена од 63.400 евра по возило, велат дека дополнителната опрема ја кренала цената по возило и во нивната понуда до Министерството за здравство. Но, додаваат, таа опрема не оправдува цената на избраната понуда. Поради тоа, во нашата понуда на тендерот за набавка на 22 амбулантни возила, цената на едно возило изнесува 70.570 евра без ДДВ. Наспроти цената на прворангираниот најповолен понудувач, чија цена е 90.000 евра без ДДВ по возило. Генерално, доколку амбулантното возило не е опремено со дополнителна медицинска опрема, туку само со автоматско носило, кардиолошка столица или носило макази, цената на амбулантното возило изнесува од 38.000 до 40.000 евра. На крај, ги споредивме и димензиите на возилата кои се барале во тендерите, бидејќи токму поради тоа е дисквалификуван едниот понудувач. И во двата повика се бара возило чие меѓуоскино растојание е 3450 мм. Минималната должина пак во тендерот на ЕУ е 5400, а во тендерот на Министерството 5410 мм. Во тендерот на здравство се бара и поголема ширина од 2000 наспроти 1900 мм ЕУ. За висината пак, ЕУ бара таа да изнесува најмалку 2400, а здравство 2530 мм.
За подсетување, токму висината е клучна што фирмата Euroimpex е дисквалификувана. Од оваа компанија тврдат дека ниту нивното возило Peugeot Boxer, ниту возилото на конкурентот автомобиле СК, Fiat Ducato, не може да го исполнат условот да имаат меѓуоскино растојание од 3450 мм и висина над 2530 мм. Зошто се толку сигурни? Затоа што, велат, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Opel Movano и Citroen Jumper се едно исто возило кое се прави во фабрика во Италија, под капа на групацијата Stellantis. Се разликуваат само по значката на хубата. Токму разликите во милиметри во техничките спецификации може да бидат факторот од што зависи дали на еден тендер ќе има или нема да има конкуренција. А од тоа пак зависи дали цената ќе се спушти на најниска можна или ќе пројде и повисоката, коментира Миша Поповиќ од Институтот за демократија Societas Civilis. Дополнително додава тој, на тендерите на меѓународните организации понудувачите се однесуваат на еден начин, бидејќи очекуваат фер битка. На домашните тендери однесувањето е често поинакво. Самиот исход во овој случај го потврдува на некој начин тоа правило дека компаниите ги прилагодуваат своето однесување врз база на тие очекувања, заради тоа што не само што е намалена конкуренцијата, него се гледа дека техничките спецификации ја исклучуваат конкуренцијата и вие во тој момент имате запалено црвено светло за тој конкретен тендер. Општо во, да кажам, областа на јавните набавки, кога тендерот завршува со еден понудувач, а пазарот има повеќе понудувачи, тоа по автоматизам значи црвен сигнал дека треба дополнително да се проверува и да се гледа таа јавна набавка, што во случајот еве вие како медиум го правите. Тогаш што би рекле на идејата Европската Унија да не ги спроведува тендерите? Не мислам дека е тоа добра идеја. Мора да се научат институциите дека јавните пари се пари на сите и треба да се однесуваат оние институции и луѓето одговорни во тие институции домаќински со парите. Во случај кога не се однесуваат, тоа е кривично дело. Иако одамна е направен изборот на најповолна понуда, а во меѓувреме заврши жалбената постапка, не е објавен договор за набавката на 22 возила. Зошто? Прашавме во Министерството за здравство. По 3 дена чекање, ова е интегралниот одговор кој го добивме. Во овој момент уште не е потпишан договорот за амбулантни возила со надоградена медицинска опрема за потребите на јавните здравствени установи. Дополнително ќе бидете информирани за чекорите кои ќе бидат преземени согласно позитивната законска регулатива. Во врска со тендерот, 360 степени уште минатата недела испрати прашања до вториот учесник во тендерот, Автомобиле СК, но немаме одговор. Одговор се уште немаме и од делегацијата на ЕУ, каде прашавме дали во изработката на тендерската документација со која тие ги купиле возилата по 63.000 евра, учествувале домашни експерти и од која институција. Не одговори и Државната комисија за спречување на корупцијата, дали ќе направат проверки на случајот по допрен глас. Кога плаќаме за нешто, очекувано е да добиеме нешто за возврат. Кога е во прашање ставката за јавно осветлување во сметките за електрична енергија која ја плаќа секое семејство и секоја фирма, очекувањето е дека за тие пари се добиваат осветлени улици. За време на енергетската криза голем број од општините престанаа да ја испорачуваат оваа услуга или ја испорачуваа само делумно и покрај тоа што граѓаните продолжија да плаќаат. Михаил Милошевски излезе на терен да провери дали натаму на некои места во главниот град се гаснат сијалиците после полноќ. Еве историјата. Кога експлодираше цената на електричната енергија на берзите во 2022 година, многу општини решија да го намалат, па и повремено да го исклучат јавното осветлување. Додека не најдеме друг начин, мораме да продолжиме со ова. Но додека градот тонеше во мрак од граѓаните и фирмите и натаму се бараше да го плаќаат истиот износ за услугата улично осветлување и покрај тоа што сите не ја добиваа подеднакво.
Цените на електричната енергија на берзите во меѓувреме се намалија, па излеговме на терен за да провериме дали се врати и услугата која никогаш и не престана да се наплаќа. Крајот на 2022 година го врати Скопје во мрачните времиња. Општините, како големи потрошувачи, купуваат електрична енергија според берзански цени, па кога цената на струјата скокна неколкукратно, не останаа многу решенија. Некои локални власти решија целосно да го гасат уличното осветлување, други ја гасеа секоја втора сијалица. Година и пол по врвот на енергетската криза, во доцните ноќни часови, тргнавме во обиколка по скопските улици за да видиме како изгледа градот сега. Околу 22 часот, прво бевме во обиколка на главните артерии на градот. Булеварите се осветлени од заоѓањето на сонцето па до раните утрински часови. Некогашните препознатливи жолти светилки одамна се заменети со штедливите лед сијалици, а билбордите му даваат дополнителна светлина на асфалтот. Но задачата што си ја поставивме беше да направиме обиколка низ сите скопски општини, дури и онаму каде што многумина би помислиле дека светлата не би работеле, и во урбаните, но и во помалку урбанизираните средини. А пред да ја правиме обиколката, прашавме во сите 10 скопски општини, што направиле во меѓувреме. Еве што ни кажа од Кисела вода. Во фаза сме на изготвување физибилити студија која ќе даде темелна анализа за тоа каков тип на осветлување со колкава моќност и осветленост се потребни за секоја од улиците, со цел да се изврши целосна замена на уличното осветлување со лед осветлување, без да се губи квалитетот на добиената услуга. Очекувањата се дека заштедата во киловат часови би била околу 50 до 70%. Кисела вода инаку беше единствената скопска општина која лани и преклани не воведе никакви мерки, бранејќи го правото на граѓаните. Па затоа не зачуди отсуството на светло на една споредна улица со повеќе стамбени објекти и куки. Од општината ни одговорија и дека замениле 350 светилки со лед штедливи светла, но на такви не наидовме. Дека мерките за штедење се далечно минато и за Ѓорче Петров, посведочија булеварите и споредните улици во општината. Тука се задржавме до полноќ, оти пред година и половина, токму на полноќ се гаснеше и јавното осветлување. Сега веќе не е така. Улиците останаа осветлени за малиот број граѓани кои поминуваа со автомобили, па дури и празните паркови и детските игралишта. Од тука тргнавме кон уште една општина која ни одговори на претходно поставените прашања – Сарај. Во општина Сарај сите светилки се заменети со нови лед штедливи светла кои се гаснат и вклучуваат со помош на автоматски систем. Иако претходно во време на кризата светлата се гаснеа по полноќ, сега тие светат во текот на целата ноќ. Нашата посета на Сарај ги потврди наводите на јавното комунално предпријатие, а покрај светлото од уличните светилки, Сарај во овој период е дополнително осветлен поради месецот Рамазан. Во општината со доминантно муслиманско население до доцна работат поголемиот број дуќани и кафулиња. Од Сарај тргнавме за Шуто Оризари, уште една од општините која не удостоија со одговор. На територија на цела општина поставивме лед светилки, а исто така инсталиравме и смарт онлайн систем за кој потрошивме околу 2000 евра. Ова решение е многу ефтино, а ефикасно, и заштедите кои ги правиме по овој основ остануваат во општинската каса, наместо да ги дадеме на фирма која би го одржувала системот. Со спроведувањето на мерките во кризата, општината според градоначалникот заштедила околу 50% на сметките за електрична енергија, но сега се штеди со штедливи светилки, без да се гаси ниту една. Од влезот на Шуто Оризари па до споредните сокаци, од самрак до зори. Нашето полноќно возење потоа го продолживме низ Чаир, Бутел, Газибава. Не наидовме на рестрикции од каков било вид. Во општина Центар пак отидовме на местото каде за време на енергетската криза регистриравме како светлата се вклучуваа еден час од како ќе се стемни, а подоцна работеа преку едно. Сега на улицата Орце Николов и генерално во општината е поинаку.
Највисока сметка која што стигна во 2022, кога беше и многу висока и берзанската цена на киловат час, беше 6.548.000 денари. За да во 2023 месец август сметката не е 1.422.000 и овој месец август очекувам истата да биде уште пониска. Ние како општина, како и сите останати општини, баравме начин како да се справуваме со оваа криза. И во центар енергетската криза ја потикнала општинската администрација да размислува за долгорочни решенија. Поучени од потешкотиите со кои се соочуваа, Герасимовски вели дека центар од една страна ќе троши помалку струја преку LED светилки, а од друга и ќе продава електрична енергија. Од самата криза проникна овие неколку долгорочни проекти кои што ќе заштедуваат електрична енергија и ќе допринесуваат, односно ќе го збогатуваат буџетот со самото производство. Со овие LED светилки, односно со самата криза, не потекна на овие два поголеми проекти кои што ги реализира општината и се во завршна фаза, односно почетна фаза за поставување на фотоволтаици, а набрзо за неколку месеци ќе имаме поставено LED светилки низ општината. И во аеродром сега нема рестрикции. По полноќ свети и на места каде не се очекува да помине човек. За време на кризата, општината Аеродром заедно со уште 20 на други општини во државава најде креативен начин како да се справи со високите цени на електрична енергија. Локалната самоуправа формираше ново предпријатие и на него го префрли јавното осветлување. На тој начин што ги исполнува условите да се снабдуваат со далеку поевтината субвенционирана струја за домакинства, наместо да купуваат од берза. Владата тогаш изврши притисок ЕВН да ги врати општините на слободен пазар, но во Аеродром тоа не успеало. Не само што не се вратиле на слободен пазар, туку планираат развој. Видете, имаше тогаш некои аргументи кои што нема никаква правна фундираност. Мислам дека се работеше повеќе за политика, односно за жал имаше некоја фрустрација во централната власт како општините најдоа креативен начин да заштедат средства. Тие средства кои што ние ги заштедивме на крајот на денот не се лични средства на градоначалниците или на членовите на совет, тоа се средства на граѓаните кои што најдовме начин да ги заштедиме и продолживме да си функционираме на таков начин. Немаше правна основа во сето тоа што владата го правеше. Тие јавни предпријатија функционираат и ќе продолжат да функционираат во следниот период. Делумно поради јавното предпријатие, а делумно поради мерките за штедење, општината Аеродром за време на енергетската криза успеала да заштеди околу 228.000 евра. Но Муцунски вели, простор за подобрување има преку проектот Смарт Аеродром. Една од првите работи кои што ги утврди во општината е дека има еден од најзастарените системи на јавно осветлување, сигурно можеби во целиот регион. Има над 7.000 сијалични места, дел од нив се уште беа живини сијалици. Замислете колку е тој прастар модел на јавно осветлување. И сега ние скокаме неколку фази на развој што би биле типични и очекувани за една општина. Меѓу другото, проектот Смарт Аеродром упфаќа и целосна модернизација не само на LED светилки над 7.000, туку и смарт светилки, кои што ќе бидат управувани од еден интегриран систем. И Аеродром како и центар планира да штеди на струја и со производство на електрична енергија. Или се на се, од 10 скопски општини кои ги прашавме, половината одговорија дека сега ем штедат, ем целата општина им е осветлена. Иако Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Бутел и Газибаба не ни одговорија. И без одговор, личи дека лекцијата е научена. Стигнавме и до најавеното интервју со председателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Игор Јадровски на предизборни теми, но и за некои од последните усвоени мислења. Со Јадровски разговара Зоран Јовановски. Господине Јадровски, Комисијата за претходните изборни циклуси утврди дискриминација на гласачите кои наполниле 18 години меѓу два изборни кругови, а поради одредбите од изборниот законник не можеле да бидат запишани во избирачкиот список. Во изборниот законник беа направени одредени измени, но дали сепак е можно и во текот на овие претседателски избори да се појават истите проблеми?
Така, комисијата во 21 година утврди дискриминација врз гласачите кои меѓу два изборни циклуси во изборите во 2019 година не можеле да бидат запишани во избирачкиот список, согласно тоа не можеле да го остварат уставно загарантираното право на глас. Ова дискриминација произведуваше изборниот законник во континуитет, што значи дека е продолжена и потежок облик на дискриминација, па согласно тоа можевме да утврдиме во 21 ваква дискриминација. Точно е дека беа направени одредени измени на изборниот законник, каде што во членот 41 чинам беше додаден еден став дека во избирачкиот список се запишуваат сите граѓани кои што наполниле 18 години до денот на изборите, согласно нели актот за распишување на избори, и сега измените и дополнувањата завршуваат тука во смисла како номотехнички изгледа тој дополнет член. Во објаснувањето на законот се кажува дека до денот на изборите се мисли на прв и втори изборен круг. Доколку духот на законот бил нели да се направат овие измени, иако како таков се применува од страна на Државната изборна комисија, тогаш мислам дека ќе биде надминат овој проблем. Меѓутоа, повторно ќе кажам, номотехнички како изгледа измената, не сум сигурен дека е доволно јасна за да ги опфати граѓаните кои што наполниле 18 години помеѓу двата изборни круга, и можело според мене да се направи малце попрецизно, да се знае дека и пред вториот изборен круг граѓаните кои што ќе наполнат 18 години треба да бидат запишани во избирачкиот список. Останува да мониторираме и да видиме дали во пракса ќе се исполни оваа препорака која што ја дадовме во 2021 година, затоа што, знаете, нас не ни е битна само формалната правда, да бидат направени некакви законски измени или да бидат донесен некаков формален акт кој што формално треба да гарантира еднаквост, туку да имаме материјална еднаквост, односно овие граѓани да можат да отидат на денот на изборите на гласање и да може да го остварат своето избирачко право. Ќе треба да следиме и процесно тоа како ќе се одвива, ќе треба да видиме на кој начин тие ќе можат, бидејќи полнат 18 години помеѓу двата изборни круга, знаеме каков е во моментов контекстот во однос на вадење на лични документи, како ќе докажат тие престојувалиште во државата, со кој личен документ ќе може да гласаат и слично. Комисијата пред 3 години достави препораки до Државната изборна комисија за да се обезбеди пристапност на гласачките места и за лицата со попреченост. Имате ли барем увид дали е нешто подобрено на ова поле? Така, само би додал дека освен таа општа препорака која што ја дадовме во однос на правење пристапност и соодветно приспособување до и во избирачките места, првенствено за лицата со физичка и сензорна попреченост, комисијата учествуваше во една судска постапка преку механизмот кој што го нуди овој нов, уште го викаме нов закон за спречување заштита од дискриминација, тој е пријател на судот, каде што по тужба на Хелсиншкиот комитет за човекови права, тоа е тужба од јавен интерес за дискриминација на лицата со попреченост во изборниот процес, односно во остварување на нивното право на глас, ние бевме пријател на судот, каде што преку поднесок доставивме некакво толкување на одредбите на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, кои што се однесуваат на обезбедување на пристапност и соодветно приспособување при остварување на правото на глас, или да кажеме пошироко во учество во јавен политички живот. Скоро апелациониот суд ја потврди првостепената пресуда на основниот суд со која што се утврдува дискриминација кон овие лица. Значи, освен тоа што имаме една општа препорака, да кажеме една форма на меко право, сега имаме и судска пресуда по која што мора да се постапи. За жал се уште немаме ништо од аспект на информирање или произнесување, ако сакате, по таа општа препорака, што е преземено. Тоа ќе биде еден од нашите фокуси на овие избори, за кои што правиме, да кажеме, една поширока група на вклучени актери со кои што ќе соработуваме со цел да го следиме пристапноста на гласачките места, која што веројатно ќе резултира со некој мониторинг извештај да видиме дали е нешто преземено. Меѓутоа, од аспект на тоа дали сме известени што е превземено и дали е превземено, немаме се уште добиено ништо такво. Постојано можеме да видиме примери на гласачки места, објекти на локалната самоуправа кои што се прилично недостапни. Сега при собирањето потписи за кандидати за претседател, меѓутоа да видиме како ќе биде на изборите. Најавите како комисија дека ќе вршите засилен мониторинг на вознемирувачкиот говор во предизборните кампањи што ни предстојат. Што поточно значи ова? Изборите се еден од настаните кои што ги имаме во општеството, каде што основано можеме да очекуваме зголемување на вознемирувачкиот говор и говор на образ. Имате неколку такви општествени настани кои што, нели,
со себе носат поларизација, па следствено на тоа и вознемирувачки говори, говор на омраза. Истото го правиме, да кажеме, во пресрет на парадата на гордоста секогаш. Што значи засилениот мониторинг? Тоа не е ништо повеќе од оние законски надлежности на комисијата да следи вознемирувачки говори, дискриминации, да постапува, да кажеме, по службена должност, особено кога станува збор за поголем општествен интерес и кога со потенцијалниот акт на вознемирување, односно дискриминација се опфатени поголем број на луѓе. Ние имавме еден изборен процес 2021 во кој што бевме формирани како комисија, тогаш немавме некакви, да кажам, капацитети, ни структура, ни можности да ги следиме изборите малце поструктурно и посистематски. Овој пат во соработка со повеќе здруженија на граѓани кои што мониторираат избори, сакаме да собереме што е можно повеќе податоци во однос на вознемирувачкиот говор кој што ќе се појави во предизборната кампања и да интервенираме на истиот, меѓутоа сакаме и да имаме некакви превентивни активности за да го спречиме или ајде да кажеме намалиме истиот. Во таа насока ќе изработиме некакво промотивно видео во кој што ќе можеме да објасниме како граѓаните може да пријават вознемирувачки говор, ќе имаме некаков прилагоден образец на нашата страна за полесно пријавување на вознемирувачки говор за време на кампања и планираме да бидеме поприсутни во медиумите во насока на повикување за воздржување од вознемирувачки говори и говор на омраза во предизборната кампања. Еве да направиме еден краток тест. Дали ако некој некого нарече измеќар или баба, тоа е вознемирувачки говор? Во даден контекст да, значи многу често пробуваме да објасниме таа разлика што е говор на омраза и каде тој завршува, што е вознемирувачки говор и говор на омраза. Во нашиот правен систем, согласно препораките на Советот на Европа, говорот на омраза се санкционира на два начини. Првиот е во кривично-правна постапка, немаме конкретно кривично дело говор на омраза, меѓутоа имаме 6 кривични дела кои што опфаќаат одредени регулации на одредени аспекти на говорот на омраза. Имаме административна или нешто најблиско до административна заштита во случај кога таквиот говор по интензитет не е доволно силен да кажем или не исполнува предпоставки за да биде предмет на кривична правна заштита. Тоа е заштитата пред комисијата и таквиот говор се нарекува вознемирувачки говор. И согласно Европската конвенција за човекови права, едно право престана да важи кога тоа повредува друго право, слично и со говорот на омраза и слободата на говор, кога вашиот говор ќе ги премине тие граници и ќе почне да повредува некое туѓо право, тоа значи дека таквиот говор се санкционира како вознемирувачки говор или говор на омраза. Како се санкционира? Пред комисијата говорот, вознемирувачкиот говор се санкционира како секој друг вид на дискриминација. Ние даваме препорака кога ќе утврдиме вознемирувачки говор, како да се отстрани таквиот вознемирувачки говор. Најчесто таа препорака оди во насока на извинување, зависно сега и кој го прави, дали го прави јавна личност, дали го прави личност која што може да допре до повеќе граѓани, дали го прави физичко лице кое што можеби на Facebook изкоментирало нешто. Најчесто одиме во насока на извинување, во насока на бришење на вознемирувачката содржина и во насока на воздржување во идне да се повтори вознемирувачкиот говор. Најавивте и урнек или темплейт на кој граѓаните ќе можат да пријавуваат вознемирувачки говор, па кажете ни дали е готов и кога ќе биде на располагање? Не е се уште готов темплейтот, меѓутоа ќе биде многу брзо ставен на нашата веб страна, затоа што станува збор за поедноставување на веќе готовиот образец кој што го имаме поставено на нашата страна за генерално пријавување на случаи на дискриминација. Морам да напоменам дека нашиот закон воопшто не предвидува каква форма треба да содржи представката. Па би го искористил оваа прилика да апелирам до граѓаните дека едноставно пишување на мејл каде приметиле вознемирувачки говор, дали биле можеби предмет на вознемирувачки говор и кој го прави вознемирувачкиот говор е сосема доволно за ние да постапуваме. Идејата на правење на овој, да кажам, прилагоден образец е да се направи пристапноста и достапноста на комисијата до граѓаните уште поблиска и да биде на граѓаните многу полесно да пријават вознемирувачки говор, затоа што знаеме дека многу често можеме да имаме комплицирани образци, не секој граѓанин сака да пополнува по 3-4 страни, така што ќе имаме нешто што ќе биде многу едноставно за пополнување и лесно за пополнување. Во една од вашите последни одлуки, вниманието ни го привлече тоа што сте утврдиле вознемирувачки говор во коментар на објава на Facebook. Еве ќе го прочитам коментарот. Се ненормално, бидете што сакате, правете што сакате, но што не засегаат вашите парадирања и циркузи низ Скопјева. Можете и без спектакли да го продолжите вашиот изопачен поглед на животот. Затворен цитат. Интересно е што ова е коментар на објава,
комисијата може да постапува и во вакви случаи и да утврдува вознемирување? Да. Ние медиумите, нашиот закон е многу широк во основ на основите врз основа на кои што може да побарате заштита. Има отворена клаузула и во однос на областите. Што значи тоа? Тоа значи дека ние медиумите не ги третираме како законот за медиуми, да ги стави само ние традиционални медиуми кои што нели имаат некаква регулација, туку ние под медиумски простор ги подразбираме социјалните мрежи и електронските медиуми, каде што впрочем и се наоѓа најголемиот дел од говорот на омраза. Многу ретко ќе видите вие вознемирувачки говор или говор на омраза на радио или на телевизија се наоѓа, меѓутоа многу почесто и поплодна почва за истото се социјалните мрежи. Така што да, ние утврдуваме најголемиот број на мислења кои што се однесуваат на вознемирувачки говор се токму вознемирувачки говори на социјалните мрежи, најчесто Facebook. Тука постапуваме по представки. Многу често знаеме да постапиме по службена должност, меѓутоа многу често во вакви случаи добиваме представки, најчесто од здруженија на граѓани или од поединци кои што се почувствувале вознемирени. Постапуваме по истите, без разлика дали станува збор за напишан статус, за објавена слика, за даден коментар. Доколку таквата содржина представува вознемирување согласно Законот за спречување заштита од дискриминација, ние постапуваме по истото. Исто така во една од вашите последни одлуки, по добиена представка, комисијата утврди вознемирување врз основа на етничка припадност на објава на Facebook, во која се користат зборовите бугарско племе и не за вулгари во устав. Имате ли податок колку пати сте утврдиле дискриминација врз основ на тоа што некој се чувствува како бугарин или затоа што има навреда кон бугари? Сигурно можеме да извадиме, во моментов го немам податокот, меѓутоа да, имаме таква евиденција во смисла колку пати сме утврдиле таков вид на дискриминација. Морам да кажам дека најчесто овие представки не доаѓаат од физички лица, туку доаѓаат од здруженија на граѓани, што нели согласно законот здруженијата на граѓани може да поднесуваат представки, така што не можам да кажам колку физички лица биле вознемирени или се почувствувале дискриминирани или сме утврдиле дека се дискриминирани од ваквите коментари или објави, меѓутоа можеме да извадиме некаква статистика колку здруженијата на граѓани испратиле представки за дискриминација врз основа на етничка припадност, каде што барале да се утврди вознемирување врз лица од бугарска етничка припадност. Во моментов ја немам таа статистика, затоа што нашиот систем има процесира податоци во реално време и во реално време во статистика можеме да видиме. Меѓутоа можам да кажам дека годинава во споредба да кажеме со минатата година имаме намален тренд на вакви представки, што од една страна може да значи дека имаме намалување на овој вид на вознемирување, од друга страна може да значи дека субјектите кои што поднесуваат представки имаат малку подобра информација и знаење околу тоа што е дискриминација, што не е, затоа што многу често имавме вакви представки кои што ги отфрлавме заради ненадлежност, бидејќи адресираниот проблем не беше проблем на дискриминација. Господин Јадровски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас. Огледавте интервјуто на Зоран Јовановски со првиот човек на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Игор Јадровски. Ја најавувам саботажата во ново издание со авторот Сречко Поповски. Долго очекуваната штрапаријада ќе се одржи 2 месеци пред вообичаениот термин. Сите што ќе бидат извисени, а цела година се подготвува за оваа традиционална манифестација, ќе мора да направат промена во распоредот, оти организаторот си има своји планови. Одлучивме малку порано да биде затоа што сакам да отидам за Германија после 20 март и ќе немам време после тоа да го организирам. Затоа решивме овој период да го направиме, па што Бог даде. А Бог некому зема, некому дава, ама во матично никогаш и не поминало и тие изгледа дека се скарани не само со него, туку и со здравата логика. Иако звучи смешно, ама оваа црна хумореска е показател за отсуството на кондиција на нашата скапо платена администрација. Мојот син и мојата снајка побара извод од матична книга на венчани
и истите имаат добиено извод од матична книга на умрени. Значи, денот кога била нивната свадба е ставен како ден на нивната смрт. А тие што погребуваат, венчаваат и крштеваат, самите си решаваат да го сменат името. Кој знае дали руски кумови имале влијание, ама од најпатриот да се прерасне во најортодоксен северџан, потребно е навистина да се случило некое Путиново чудо. Нека биде и третото име вклучено, покрај Охридска архиепископија Јустинијана I, како што е титулата на нашиот архиепископ, да биде вклучено и името Северно-Македонска православна црква. Не православна црква во Северна Македонија, зашто тогаш значи обезличување. Откако Георгиевски се обиде да го разобличи Мицковски, неговите комити отворено го нападнаа својот поранешен предводник, подсетувајќи на кафеански средби од 92 година, кога според нив тој го изгубил ореолот и од македонски станал српски војвода. Човек Милан Парошки ги застапуваше за него четниците на Шешел, Мешел и сите тие останати работи, и Љупчо Георгиевски од него доби подарок четнички појас. И сега што он четник е, србин? Па не знам што е, ама дома сигурно му стои уште појасот од Парошки. Интересни се и политичките атаци на максималниот председателски кандидат, ама откако на соперникот му забележа дека недозволиво добивал политичка асистенција од Косово, самиот мораше да го спушти гардот и да признае дека имал слична комбинација. 2008 година, например, господинот Ашим Тачи помагал на Дуи со негови луѓе. Лютфи Азириот Дилане дојде и го помагаше Максим Димитриевски. Не дојде, но ми даде снимена порака со поддршка, но тоа беше взаемно. И на крајот, кога и да се сака, не може да се побегне од сенката. Сакам уште еднаш на крајот да се заблагодарам. Го нема Артак Груби да го крене ова сега, пошто ми подарал. Е проблемот во кревањето, туку во спуштањето од висините. Содржините од вечерва се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме повторно в понеделник во 20:15. Пријатна вечер.